Имало ли досега обиди за спогодување со некој од осомничените или обвинетите, што го дозволува законот? Донесувањето пресуда врз основа на предлог спогодба помеѓу јавниот обвинител и осомничениот, нели како институт е предвиден во Законот за кривичната постапка, тоа може да се случи во фаза на истрага или евентуално во таа меѓуфаза од поднесување на обвинение до стапување на правна сила, доколку во рокот за приговор, обвинетиот си го признае кривичното дело. Имало обиди за спогодување со дел од осомничените во нашите постапки, најчесто од нивна страна, по нивна иницијатива, токму заради предностите кои што ги нуди овој институт. Меѓутоа, поради актуелната состојба во одреден период од функционирањето на СЈО, поради разните обструкции, притисоци, но и поради притисоците и заканите кон делот и осомничени кои што се обидува на некој начин да се спогодат, тоа беше значително оттежнато. Треба да се има предвид и еден друг момент, значи профилот на лица кои што се осомничени во предметите на специјалното јавно обвинителство, тоа се вообичаено луѓе кои што биле на високи државни функции, кои што имале огромна моќ и кои што кривичните дела за кои постои основано сомнение дека ги сториле најчесто како соучесници, мислам како нивни соучесници биле лица кои што вообичаено биле пониско рангирани државни службеници кои што од разни причини, да кажеме, можеби од страв за нивната екзистенција, учествувале во извршување на тоа кривично дело. Тоа не значи дека тие лица не треба да одговараат, меѓутоа сакам да кажам дека би било целисходно, токму со ваква категорија на лица да се склучи спогодување за видот и висината на кривичната санкција, бидејќи најчесто овие лица служат и за, условно кажано, фаќање на оние главните сторители на кривични дела и на тие што најмногу се офајдиле од криминалот. А овие обиди кои што постоја беа со лица од тој, условно кажано, понизок ранг или со повисоко позиционирани функционери? Тоа засега не би било коректно да го одговорам.